Почитувани гледачи, веднаш по дневникот на Канал Плюс започнуваме со најновото издание на емисијата Спорт Плюс. Во денешното издание на емисијата Спорт Плюс ќе зборуваме за она што ќе се случува овој месец, односно на 29 и 30 октомври. За прв пат во Штип ќе се организира велосипедска трка, станува збор за екстремна трка, која што ќе започне токму од овде, од ова место, од тврдината Исар. Во денешното издание на емисијата Спорт Плюс ќе разговараме со организаторот на трката Филип Јованов од клубот Extreme Riders, кој што ќе ни објасни како и на кој начин ќе се организира трката и колку кандидати досега се пријавени. Но предлагам на почетокот да погледнеме едно кратко видео за тоа како ќе се одвива стазата и колку ќе биде должината на самата стаза. Почитувани гледачи, како што кажав и во најавата, а како што видовте и претходно во видеото, се работи за доста екстремен спорт, односно за прв пат во Штип ќе се одржи велосипедска трка. На оваа тема денес повеќе во денешното издание на емисијата Спорт Плюс ќе разговараме со мојот денешен гостин, организатор на велосипедската трка, токму од ова место, односно од тврдината Исар. Филип Јованов од клубот Extreme Riders од Штип, со кого што денес ќе разговараме на темата велосипедска трка, како што кажав, која што ќе се организира на 29 и 30 октомври. Филип, добро дојдете во Спорт Плюс. Здраво. Така, како што кажав, ти си организатор на велосипедската трка. Еве да ни појаснеш за каква трка станува збор. Станува збор за велосипедска трка која е малку по-екстремна од обичните велосипедски трки. Значи, урбан спуст по скали, по нерамен пат. Должината на патеката е околу 1 километар. Почнувајќи од крстот на тврдината на Исарот, па се до центарот во градот, на широко така и хотелот Оаза. Така, кажи ми, Филип, колку досега има пријавено кандидати и која е најмалата возраст која што може да учествува на оваа велосипедска трка? Досега има пријавено околу 20 македонци, околу 15 од соседна Бугарија. Добивме најава дека ќе има и од Косово. Најмала возраст за која би можели да учествувате од 15 години па нагоре, али може да има исклучок да почнува од 14. Кои се условите кои што треба да ги исполнува секој кандидат? Дали нешто специфично се тражи во овој спорт? Секој кандидат мора да ги прочита прво правилата кои се впишени од организаторите на самиот настан. Значи тоа може да го направат на Facebook страната на ивентот.
Потоа треба за секој малолетен да има подпишено согласност од родител или старател или да биде тој овдека на настанот. За другите работи слободно може да, бидејќи се многу, може да ги прочитат на настанот, на ивент. Кажавме дека трката ќе се одржи на 29 и 30 октомври, па што е предвидено за тие два дена? На 29 планираме да има од 12 часот до 16 часот тренинг. Минимум 2 пати треба да се спуште стазата, за да може да се совладат техничките проблеми. На 30 исто ќе има од Сабајле тренинг, квалификации и планираме на кај 13 часот да започне финалето. Дали на кој начин ќе се одредуваат оние неуспешните кои што ќе извезат стазата? Дали можеби ќе се одредува според за тоа кој најбро го ќе односно за најкраток временски период да ја извозе стазата или пак можеби ќе се тркате? Па за најкраток временски период треба да извози небрзи од стазата. Дали имаш до сега учествувано на вакви велосипедски трки и дали во Македонија, поточно во источниот регион, дали имаме капацитет за изведување на вакви велосипедски трки? Буквално на ваква велосипедска трка досега немам учествувано, но сакавме да учествуваме во соседна Бугарија. А на обични спустови, пример по земја, имам учествувано во Бугарија. Планираме до година да учествуваме во Грција, во Црна Гора. Се зависи од условите, како ни овозможуваат. Кај нас во Источна Македонија за урбан спуст не сум сигурен каде се може да има, но во нашиот град е доста добро, бидејќи благодарение на тврдината на ИСРОД ни овозможува да за таков вид на спуст. Општо за обичниот спуст има доста предели во не само во Источна Македонија, во цела Македонија. Станува збор за планините, за Пониква, за Плачковица и околните градови. Зошто токму се одлучивте да биде тврдината Исардар? Дали поради тоа што има многу скалила, нерамни патики или можеби нешто друго? Па за сега планираме ова да биде прва организација која правиме на ваков спуст на урбан. Бидејќи што напоменав преска, Исторот има доста многу скали и е доста многу екстремно за адреналин и такви работи, но планираме до година да организираме исто спуст, но по земја на соседниот Рид.
Значи, како што кажав и на почетокот, ти си еден од организаторите на клубот Extreme Riders. Еве да ни кажеш за каков клуб станува збор и колку време постои? Клубот Extreme Riders постои веќе 3 години. Станува збор за велосипедски планински клуб кој учествуваме во трки во соседните држави, па дај Божи во соседните градови низ Македонија. Што е специфично во овој екстремен спорт за разлика од другите спортови? Значи, самата помисла за велосипед символично е тоа што се развива телото, метаболизмот се развива, духот во човечкото тело. Значи, ви се активирани сите мускули на телото. Каква опрема е потребна токму за овој екстремен спорт? Дали За- некој посебен велосипед за разлика од другите? Па да, за екстремниот велосипедизам се малку раздвојува од обичните велосипедизми. Значи, потребни се амортизери кои што се над 200 мм, кочници со дискови, по-леки рамки на велосипедот и некои такви работи. Така, додатоци за колена, за... Да, значи тоа е веќе за заштитна опрема, обавезно мора да се има кацига, значи без кацига никаде не се тргнува. Потоа заштита на лактите, заштита на колената, боди армор и исто може да се набави заштита за вратот. Кои се придобивките од токму од велосипедизм? Придобивките од велосипедизмот се чист воздух, значи здраво тело. Затоа и го организираме овој настан, бидејќи доста луѓе сме од Македонија што сме зависници од адреналин. Живеели од ова? Конкретно кај нас во Македонија? Кај нас во Македонија не баш, значи се уште сме на рекреативно ниво, каде што одеме само по трки во соседна Бугарија или другите соседни земји, додека на светско ниво, пример во поголемите држави, луѓето, тоест шоферите, имат големи придобивки од самото возење и таму пример тоа го луѓето работат како секоја обична работа.
до кога трае прегувањето? При увањето, значи имаме пуштено онлайн регистрација каде што можат сите учесници кои сакат да се пријават, може да го направат тоа на страната. Значи онлайн регистрацијата е пуштена до 16 октомври. Потоа се затвара регистрацијата ради тоа што мора да кажеме бројка во хотелот колку гости ќе има. Дали еве во иднина планирате ова да прерасне во традиција? Да, значи планираме овој спорт да го, тоест овој настан да го претвориме во традиција и се надеваме оваа година на добра организација, за следната година ќе знаеме како ќе биде и се надеваме на многу поуспешна организација. Има ли еве награди за надпреварувачите? Да, предвидено е доделување на символични награди, на медали и признанија. Филип, значи од прилика кажавме доволно за трката, како што споменав и на почетокот, 29 и 30 октомври е терминот на велосипедската трка. Екипата на Канал Плюс секако дека ќе присуствува. Ви посакувам успешна организација, ќе се видиме тогаш. Благодарам.